Со 65 гласа за и 10 против, пратениците дадоа зелено светло за намалување на прагот за репрезентативност на синдикатите. Собранието ја изгласа потребата од измени во Законот за работни односи и предлогот веќе утре ќе се најде на Комисијата за економски прашања. Предходно дел од синдикатите остварија средба со председателот на Комисијата Стојановски и пратениците Беким Сали и Даниела Белимова како предлагачи. Повеќе синдикати и повеќе работници ќе бидат представени на тој економско-социјален совет и ќе може повеќе интереси од повеќе работници да бидат представени на истиот. Ние веруваме дека на ваков начин со повеќе синдикати кои што ќе седат на таа маса, на тој трипартитен диалог ќе може да се направи поголем притисок и врз работодавачите, но и врз владата во начин на исполнување на повеќе синдикални и работнички барања. Присутните синдикалци се задоволни што од сега еден синдикат ќе се смета за репрезентативен, ако неговото членство брои 5% од вработените во државата. До сега знаеме дека имаше 10% репрезентативност, тоа беше голема бројка на вработените членови да се собери, буквално тврдам дека нема ни еден од синдикатите и имавме застој во социјално-економскиот совет. За жал, до сега не успеавме да го пробиме тој цензус на репрезентативност. Овој момент за мене среќен сум што се донесува еден ваков акт. Во изминатите години секогаш имало консензус да се намали прагот на репрезентативност по барање на помалите синдикати. На состанокот бил поканет и Сојузот на синдикати на Македонија, но нивното столче остана празно. Првиот човек Трендафилов вели сите важни прашања за работниците се дискутираат на економско-социјалниот совет, а не во парламентот. Половина од колегите кои биле на состанокот не ни разбраа дека не се однесуваат за нив измената и дополнувањето на Законот за работните односи, имајќи во предвид дека ниту 5%, два од трите синдикати кои присуствуваа на состанокот не можат да го исполнат како праг за да добијат репрезентативност на ниво на територија, односно до учествување на економско-социјалниот совет. Битно е тоа што сите учествуваат на економско-социјалниот совет, меѓутоа веројатно некому му одговара токму синдикатот кој смета дека не треба да има зголемување на минималната плата, да добие репрезентативност и на таков начин да нема навистина зголемување ниту на минималната плата, ниту на било која друга останата плата. Трендафилов тврди дека Комисијата за утврдување на репрезентативност веќе ги пребројала членовите на ССМ и тие го исполнуваат и досегашниот законски праг од 10%, со над 63.000 работници. Репрезентативноста на синдикатите истече во декември, а последната седница на економско-социјалниот совет се одржа во февруари. Мартин Арсов, Сител телевизија.